Здраво, пријатели. Здраво и од мене. Денешен гостин ќе биде Сашо Паркет со неговото маче. Повеќето од вас веќе го знаете и сигурно веќе претпоставувате дека ова ќе биде прилог повеќе од забавен отколку од едукативен карактер. Активистот Весна од Уникорнис ќе ни каже што се во моментов се случува во стационарот и какви животинчиња чекаат за вдомување. И секако доктор Наде ќе сподели со нас стручни совети за малите кученца. Во рубриката со дресерот Кире продолжуваме онаму каде што застанавме минатиот пат, а тоа е до објаснување на професионалната дресура. Гледајте. Денес имаме интересен гостин кој сигурно ќе го препознаете. Тоа е Сашо Паркет со своето маче. Здраво, Сашо. Здраво, другари. Седи бе, Бошко. Добре дојдовте кај мене дома. Ама Бошко некако се плаши од луѓе и од камери, така да ќе извините ако го напушти ова интервју за многу скоро време, баш ето. Зашо ти за твој миленик одбра мачка? Кажи ми зошто се одлучи баш за мачка, а не за некој друг миленик? Види, јас пред неколку години имав кученце. И првен, уствари две кучиња имав сега брзо, едното ми го укради, а другото татко ми она, пошто нема многу двор. А јас сакам шарпланинче или такви некој неш поголемки кучиња и учам затоа единствено што можам да чувам дома е некој такви, некој по-домашни животни, са ова мачка така испадна. Иначе јас после кучињата тие имав една друга мачка, Снежка ја викавна, беше машка, уствари таа беше, речам, геј мачка. Уствари кој беше мало не знаевне што е машка женска, завикавне Снежка и испадна дека е машка. И таа после некако исчезна, разбереш, не знам, не се врати дали имал таа па некој. После заравме уште едно друго маче, исто така направивме грешка, го крстивме Жаклина или Жаки, а беше машко. И Жаки, да речем, се стартнаја со ова заедно. Речем, Жаки беше постаро маче, а ова беше од кај комшите, беше затворена во една визба и си плачеше, си пиштеше. И ние го отворивме, некако го спасивме, да речем, од таа визбата. И ми стана моје маче, Бошко. И после Жаки, да речем, тоа што е Жак, и тој исчезна некако. Знаеш, добро е што не го видов, да речем, отапано негде на лице, доки ми беше многу жал. И така, Бошко, да бегаш сакаш? Колку време ти имаш твоето маче? Ова е година и пол негде, мислам, така нешто. Година и пол е мачето и уствари ова е една цела куќа маче, не е само моје, да речем и моите го сакаат. Иако мајка ми на почеток го фрлаше, го неќеше, ама сега тоа најпоќе го сака. Ти си јавна личност, тоа значи дека имаш многу ангажмани и малку слободно време. Дали сметаш дека имаш доволно време за твоето маче? Уствари мачката дали има доволно време за мене, како ти кажам, ти уствари мачките ни се господари. Уствари ние не сме господари, ние слуги му сме. Така не, едноставно ние сме слуги, са во глобала на ова маче што го имам јас е кога сака тогаш си игра, кога не то си бега си шета там по љубов, знаеш, на корза. Сите мачките така. Така да и трите мачиња што ги имав уназад, сите беа такви, едноставно мислам не она скроз дома да ми седи, пошто може ако го кастрирав или на што викат, може ќе ти седи дома, иначе ова чем повеќе од денот си излегва надвор си шета по љубов. Разбереш, си брка мачки, некоја и кој ќе дојде дома, ќе му даеш да јаде, ќе си се гали вака малце ваму таму, или кој ќе гледам телевизија ќе дојде со мене, така да има време. И тоа уствари што викате диазепам ми е, например после стресни концерти или ваму таму негде турнеја или негде ќе дојдам дома и ќе ти дојде мачето си го сакаш, ќе си го галиш, ќе си го гушкаш, наместо да маниш диазепам, ќе си го погушкаш мачето. А дали си за кастрација? Абе, едно време двете кои ми загинаја, овие мачки што се, и знам дека некој гулабар или некој ги има тапано, разбираш, и помислив да го кастрирам заради да го заштитам, да не ми она, и стварно ми ќе ми биде жал за Бошко како она. Ама од друга страна ми е жал па за него, не ќе да го она, и са не знам малце нешто да ти кажам пола сум. Знаеш, оти ми е жал да не така оти не шетат многу и ќе го тепа некој. И ради тоа иначе не ми пречи вака, мислам, нека си прави што ќе си прави со мачките, мислам. Со каква храна го храниш? Дали користиш некоја посебна храна или? Храна го храниш, дали користиш некоја посебна храна или? Абе, слушај, ти викам кога седовме од таа визбата, абе го леп да му даеш и вака дури грчеше, ќе го земи леп, правеше, разбереш? И со текот на времето, знаеш како се разгалва, разбереш? И сега строго користи, да речам, таа зрнеста храна или тие што се конзерва, значи строго, дури што се вика и салами пребира, да речем, ако сакаш да знаеш која салама е убава, значи дај му, да речем, и таа што грдите салами не ги јади. И така да
Сега во последно време или му дават моите паштетче, и ту не секаква паштета, тие поубави паштети, и вака му макат лепче, паштетче, така се јади, нешто си дојди тука под масата и така го храниме. Иначе млеко, сирење, такви работи ништо не јади. Значи како нормална мачка што ќе јади. А иначе на почетокот, на леп, дури грчеше, значи он изгладнето беше и така. И не знам друга храна што сака. Добро, значи рибчина, мада и риби не јади стално. А сува храна? Јади сува, најпоќе ни трај таа, иначе зајмаме ние си јади и таа во конзерви, ама помалце трај, иначе вака со сувата една кутија една недела тера, например 4 кутии неделно, 400 денари, тоа е. За мачките знаеме дека се доста чисти животни, сами си одржуваат хигиената. Дали ти помагаш околу тоа? Па ти кажам, не некако само си се капи. Имавме та првата мачка беше бела снежка, што викам, мачка мачар. И таа еднаш имам искапено, пошто јокс имаше направено, имаше влезано негде, беше црна целата и искапив. Иначе овие сами си се капа, тие го да ти кажам, на лето би го искапил, ама па на лето почти си се гледам малце Валкан во ми, ама со студено е времето, ќе го замрзнам. Иначе што знам, не, значи не му помагам, само си се лижи вака на сите можни места, шубо му е така на мачките, кај сака може да се лижат. Да ма ние така се лижиме. Имаше многу чудни работи во овој свет, така да, пошто сме мажите ние цаури битолчани, кој знае што ќе правевме, вака да оставиме на фантазијата, што можеше да се дешава, да можеме како мачки да се лижиме кај сакаме. Знам за луѓе кои се алергични на мачки. Мислам дека се добива од влакното на мачката. Кажи ми нешто повеќе за тоа, а и превенција. Па јас да бев доктор ќе ти кажев нешто превенција овна. Мислам сигурно постојат некои пилули, ама мислам дека и тие не помагале многу. Значи фала му на Господ, само ментално во куќата сите не сме алергични, са брат ми има мало бебе и затоа не знаеме дали е тоа алергични, затоа не ја пуштаме многу мачката таму, Рамона паркет. А иначе што знам што да речам, сум видел такви луѓе многу зазната работат алергијата. Има во Скопје другарче така нешто не може никако одма нешто се гуши нешто, не знам како или тоа некоја заебанција. Ти да не си алергичен? Не си алергичен? И не знам, сите што се алергични, мислам, не знам што ви речем. Нешто замајте си апчина од аптека, некој може има за алергија или па тоа, не се дружите со мачки. Јас не сум алергичен. Од што сум алергичен јас? Од ништо не сум алергичен. Како се снаоѓаш во периодот на парење? Па излегувам удолу и бркам женски нешто, мислам. Или така нешто, или тие ми се пуштат. Не добро, за мачките мислам прашваш добро, јас малце погрешно сватите среков, за накорза, за удолу. Ние за парење излегваме удолу и таму бркаме женски, ама во битолато некако слабо оди. Сега изгледа на Бошко не му и слабо некако шизике. Го пуштам сам, значи не сум од тие што се имаат, например, персиска мачка, па не знам со друга персиска, па ги парат, па она. Значи, ова ти е една, да речем, мандија мачка, класика битолска, иако да речем не го оставам многу да по контейнери, пошто го раниме, мислам, она, али си сам си барат, си најдва љубов, има тука комшите, има црна мачка, така, нигер. Значи швалерче? Швалери. И така, едно време беше многу глуп, да речем, тој Жаки што му беше Жаклина, тој мачор, да речем, беше пофраер за тие работи, ама и затоа настрада изгледа. Разбираш, пошто многу ептен се пикаше, ова некако помирно е, ама така си брка. И така си се пари. И сега има едно моментално едно маче кузнат кај ми дојде во дворот ми се плетка, женско е. Тоа се опасни за парењето, кога ќе дојде женско и ќе ти секој 2 месеци, дали усвари 2 пати годишно, мислам, ќе ти раѓа мачине. И сега не знам што ќе му правиме на тоа, некако не е ни многу симпатично, така грдичко е, ама ми е жал, знаеш како е животинче. И сега не знам то дали имаме некако бавче има татко ми да кажем, на кај индустријскиот битола, па може ќе однесам таму, ќе ти се пари тука и ќе ти раѓа мачина. А порано, многу порано, да речем, јас кога бев тинејџер, пошто сега имам 32-3 години, кој имав 5-16, баба ми бил прости доста, та чуваше мачки, така имавме една женка, а беше мачина вриеше тука куќата, разбираш, и сега, да речем, после тоа имавме период, немавме никакви мачина, и сега тинка марно се погоди машки се, и немаме проблем, значи, за парење, освен што така, си оди најбара пари по 100 денари кога машките да му дај зудел да излези. Дали користиш нешто за надворешни паразити и доколку користиш, што е тоа? Користам, јас не гледаш, не сум чешла, не сум капен. Не, мислиш за мачката, за мачката,
Мислам, редовно нема мачка што нема фати болви. Мислам, мојата фаќа, пошто ја пуштаме надвор. Мислам, таа си е, како ти кажам, слободна мачка, значи демократска мачка, значи старо грчка, римска мачка. И фаќа болви, а ние му клаваме една како ампула има, и се клава тука неде на врато и 3 месеци демек не фаќа. И со тоа секој 3 месеци купам по тие 300 денари. И со тоа ја помагам, ама тикам обавезно фаќа пошто шета по други мачки. И тоа е нешто, иначе јас кога бев мал, нешто ќе фатев вошки да речеме и така нешто после ми требаа гнидите вака нешто се фаќа нешто на лакната вака така ти кршат. Памтам нешто 2 пати имам фатено вошки ко мал. Ама добро е што од мачките не се префаќа на луѓето, аз така мислам пошто Мислам јас дека така. Ја не се префаќа и така не знам аз кој ќе фатат мачките и нешто ги гледаш вака и така. И што гледам, ама сега негово зима излега ги нема многу. Сега напролет ќе почнат башките да ме онакват. И така иначе, кој има вкучина, така ги имам капено, со тие шампони за онакви, за болви. И така иначе, тоа имав едно куче, Мрчо се и каже. Тоа беше мајка му шарпланинец, татко му некој овчарски пес од лавци. И го зедов и тоа да речем куче многу го сакав и многу беше јако што никогаш не го врзвав со синџир. И идеше само по мене, и вака некој да го викни, само ќе дојди до тебе, ама одма бега, нешто. Не му саеше никој, само по мене уште од мало и сега дече ми е жал што пошто беше лично, иако да речам не беше оригинално и ми го украдија. Татко ми ја пикал колата в гаражи, некој низ гаражи излегол тука од Чикмако и сега да речам јас дургово на 1 сат, 2 може шетало тука и некој си го зеда, некој дечиште ми го украдија и така си плачев, тоа беше пред неколку години. Многу го сакав Мрчо. И така беше многу песче. И ние имаме, да речем, значи тој со син Себастијан Паркет, значи тоа финтата дека кучето не мора да е фирма, да речем раса, туку да е, како да кажам, карактерот е многу битен, значи така пошто тие се како луѓето, си има секоја она си има свој карактер како човек, значи секој животинче. И така, мислам да сватим и за кучина малце, пошто знам дека имаш ти куче. Да, имам само. И така А ти покрај мачињата и кучињата, знам дека ги сакаш сите животни. Да, јас уствари ги сакам сите животни и сум вегетаријанец веќе 15 години, сега за Коледе овој прошли ми беше море 16 години, 95-та за Коледе последен пат колбаси јадев. И уствари стана вегетаријанец не дека не е здраво месото или не знам што, него едноставно што ги сакам животните како животни и пред многу години, да речем, моите, пошто на таа бавчата чуваа прасината или на онај, сум гледал многу често, значам, убиство на тие животни. И така уште како мал ми станвало, значи она мислам жал, значи како си жалостлив, некој не е, јас сум, разбираш, и само немаше веројатности, пошто тоаш уште немаше ни вегетаријанци, сега барем има, значи можеш да порачаш вегетаријанска пица или посно, на тоа 90-те години се чудеа луѓето. И така малце ми беше тешко да станам вегетаријанец и оддомам проблеми овона, али едноставно мислам ги гледам животните како, мислам тие може не се интелигентни колку луѓето или не знам она, ама верувам дека има душа во нив, како да кажам, пошто како човек кој има душа за да е живо во телото, кој ќе замени ти се, така и во животните има некоја животна искра, живот е тоа. Чувствуваат болка во себе. Да, чувствуваат болка дефинитивно, сата не е нешто интелигентно, ама пак се чувствува. Посебно имам гледано например на телето, например, кој ќе го заколат и кравата, мислам скроз плаче, една недела е скроз кома и поќе време или обратно, разбираш, мислам едноставно и ради тоа ги сакам сите животни, без разлика. И многу ми е жал со такси, например, имам изгазено некој глувче, едно куче имам удрено и тоа ми е многу жална сцена, што едноставно ми излезе напад. А јас одев за кај претор и негде таму кај раскрсницата долу сега јас му со стотка и најнаш ми претрача куче. И така беше живо, вака уште не беше она, ама многу ми беше жал, значи ептен така беше се надам ќе ми прости Господ што се деси таква работа и тоа е. Ти благодарам Сачо за твоето гостување во емисијата Пријатели. И воено сакам да ти посакам успех во музичката кариера и секако на приватен план. И тука да не заборам да напоменам, нема си го запоставиш мачото во никој случај. Фала многу што дојдовте сите. Не ве почастив ништо, извинете, вака немам пари, она си купив бојлер. Иначе нема да го запоставам мачето и Господа ми очува да ми поживи уште неколку години, така да си се радвам со него и уште некој ако треба ќе приземе нешто ваму таму. Ќе вдомиш од уникорнис. Да бе, да, ќе вдомам, ова сега пак се проширив малце, ама немам многу дворче, да имав дворче, да имаше да биди, нека трчат низ двора, ама некако немам двор,
И така, иначе ќе земе и кученца некој. И така. Фала многу и поздрав. Чао. Добредојдовте во делот наменет за бездомни животни. Во моментот разговарам со Весна, активист на Сдруженијето Уникорнис. Здраво, Весна, па кажи ни како функционира азилот. Нашите активности во азилот се секојдневни. Активистите се грижат да обезбедат на животните во азилот потребна исхрана и да ја доволна количина во зависност од животното за кое е наменета. Исто така големо внимание обрнуваме на хигиената во азилот, како и во затворениот простор, така и во отворената нивна посредна средина. И редовно вршиме почистување на малите стационирани обично кучиња моментално, како внатрешно, така и надворешно почистување. Колку членови активно работат во него? Во азилот сме повеќе активисти со цел да му возможиме на животните во азилот навремено да бидат нахранети, изгрижени, исто така и да му е возможиме потребната дневна хигиена. Во кое време од денот граѓаните можат да ве посетат во стационарот за вдомување или донација? Заинтересираните љубители може да не посетат во азилот секој ден од 11:30 до 13 часот, каде ќе можеме да му пружиме подетални информации за животните во азилот. Какви видови на животни можат најчесто да се најдат во азилот? Моментално во азилот имаме кучиња, како на различна возраст од 2 до 2,5 месеци, така и исто легло од месец и пол. Кажи ни, Весна, нешто повеќе за нив. Па кучињата од различна возраст од 2 до 2,5 месеци се многу весели, лесно прилагодливи со различна возрастна група на луѓе, каде што се познава дека може да бидат одлични миленици. Колку станари брои стационарот во моментов? Моментално во стационарот имаме возрастна мајка, 11 малички кучиња. Дали некој од нив посебно се одвојува од другите? Посебно приказ на леглото на Лиза со 6 мали кучиња. Кога најдовме беше тотално прегланета и слаба, можеби немаше јадено месец дена. Има 3 тумори на градите, за кои да се средат се грижат ветеринарите задолжени за азилот. Мајката кога ја донесовме во азилот, се што ќе се повраќаше, пошто ветеринарите заклучија дека има развиено некаков тип на анорексија од прегланетост, но сето тоа го средивме со одредени медицински третмани, витамини и сега е во добра форма. Малите кучиња со скоро сите вдомени се утопу дом. Кои се другите начини на кои можат љубителите на животни да ве контактираат за да ја вдомат Лиза или можеби некој друго милениче? Или да се пријават во вашето здружение или да донираат на било кој начин. За подетални информации за животните во азилот или да како некој забележи миленик на кој му е потребен престој или има миленик кој не устови повеќе да се грижи за него, може да не контактира на нашата страна на Facebook, на нашата веб страна unicornis_association или да ни прати мејл на unicornis@yahoo и на телефонскиот број 076 592 007. Денес ќе започнеме со вежби од послушност. Натпревар кој што го гледате во ИПО 3, крајниот степен на ИПО. Полагањето, послушност започнува со основната команда покрај, која што моментално ја гледате. Од основната позиција, каде што кучето е од лева страна седнато, водичот дава командата покрај и со тоа започнува првата вежба од послушност. На самиот почеток се испалуваат 2 истрели од пиштол со цел да се провери реакцијата на кучето на истрели. Кучето треба да остане индиферентно, не треба да покаже ни агресија кон човекот кој што пука, ниту плашливост пак. Воспротивно, се одземаат бојни или може да настане дисквалификација. Потоа имате брз и спор чекор, каде што кучето нон-стоп треба да прати. Кучето, правилната позиција на кучето е од левата страна на водичот, десната нога, плешката предна, треба да биде до левата нога на водичот цело време и константно со главата свртено кон водичот да го прати. Тука имаме многу пати забуна кај гледачите, зошто викаат кучето е свртено, како некој робот се однесува. Всушност, ако не прати кучето со главата, ако не го прати водичот,
никогаш нема толку прецизно се движи, значи, да го прати чекорот на водичот. Во ИПА такмичењето послушноста е многу строга. Значи куќето мора нон-стоп да биде 100% приврзано и концентрирано до водичот. Ево гледаме се, значи, како куќето би се однесувало меѓу група на луѓе, значи со цел да се долови некоја реална ситуација, како куќето би реагирало значи во некое, да речеме, населено место или меѓу луѓе. И со таа вежба завршува, значи, првата вежба од послушност. Сега продолжуваме, значи, со примери како нашите миленичиња би требало да ја работа тоа команда. Значи миленичиња кои што не се спремани за работен испит, туку чисто за домашна употреба. И што треба да постигнеме, да речеме, кај едно такво милениче. Како што можете да видите, значи, битно кај куќето да се постигне ефектот без никаков проблем, тоа, значи, да не прати, да не следи на промена на чекор, значи на промена на правец, тоа да остане стално од нашата лева страна. Начинот, значи, на кој што ќе го работиме куќето, може да речеме, има повеќе начини на работа на куќето. Дали од почеток, значи, ќе работиме само константно движење, дали ќе работиме исто, значи, како вежбите што се на ИПО со забрзан, со успорен чекор. Најбитната работа ни е да постигнеме, значи, куќето нон-стоп да не прати и да не чувствува притисок при тоа. Значи, при работењето на покрај командата, куќето треба да изгледа среќно и весело и без никаков проблем, значи, или терет да ги да изведува таа вежба. Ето овде можете да видите, значи, буквално вежбите како што се на ИПО, значи со брз и спор чекор, и како куќето цело време, значи, останува до левата страна, до левата нога и будно и ажурно не прати. Денес ќе видиме повеќе кучиња, повеќе врсти на кучиња, кои што се различна возраст и различна раса. И со секој оддив, значи, кога дошло за дресура, имало различни позитивни и негативни особини. Што значи, кај секој однив има некоја мала разлика при работењето, меѓутоа сите битно ја постигнуваат главната цел. Секој од нив, значи, не прати во движењето и тоа го прави, значи, на еден релаксиран начин, не се чувствува некој притисок, значи, при работењето, што е најбитно за оваа команда. Са време трајањето, значи, на оваа команда може да биде од 2-3 минути до 7-8 минути, значи, прен зависи од возраста на куќето и зависи колку време сте работеле со тоа куќе. Ако земеме еден пример, ако дојде едно куќе на 16 месеци прв пат да се работи, то сигурно ќе нема психичка кондиција, значи, да одржи концентрација подолго од неколку минути на покрај командата. Меѓутоа, тоа со секојдневна работа може, значи, до 2-3 години да постигне сигурно 10 минути да работи куќето без никаков проблем. Што значи, после земањето од дресура, треба да се напомени дека куќето мора да се работи секојдневно. Значи, не мора тоа долго да биде, можат кратки 10-15 минути, значи, во денот вежби му се доволно, еднаш или два пати, значи, зависи од вашето време, колку сте слободни. Треба да напоменеме дека, значи, кучињата кои што ги гледаме да одат по работни такмичења, тоа се веќе кучиња на возраст од минимум 4 години, да речеме, до 7-8 години. И тоа куќе, значи, се спрема од мала возраст, значи, од самото земање 2-3 месеци, или ако е ваше кучило, значи, од самиот старт почнувате со работа, па го спремате за такво такмичење, да речем, да постигне такви резултати на врвно такмичење до 3-4 година, и тогаш веќе очекувате успеси од него реални. Доста кучињата, значи, снимките од кучиња што ги гледаме, се снимани во парк, значи, на отворено место, каде што има, значи, движење на луѓе, каде што имаме, значи, бучава од коли. Всушност, куќето работи во едни реални услови. Значи, како, ето, можеме да видиме реално како командата ни е добре дојдена, да речам, во
секојдневното шетање, значи без додавање на наши вежби во смисла промена на правец или промена на темпо. Меѓутоа, во наредните снимки ќе видиме исто, значи како може уште повеќе да ни се најде командата покрај во смисла преминување преку улица или пак значи водење на куќето скроз без поводник. Тоа значи зависи од кај нас веќе со нашиот начин на дресура, значи зависи од желбите на газдата. Значи битното, пак ќе напоменам, најбитното нешто значи во оваа команда и како е земена значи покрај командата како основна команда во послушноста. Значи при полагање на работен испит, бидејќи куќето кроз цела работа, значи сите вежби од послушност додека ги работи, мора да биде значи прилепено од левата страна на водичот и будно и ажурно да го прати. На оваа снимка значи имаме 9-месечна дога, која што пример можеме да одма разлика да увидиме дека за разлика од пример некој германски овчар или доберман, таа е малце потрома во движењето, меѓутоа сепак значи основата ја имаме кај куќето. Значи таа не прати нон-стоп и е до левата страна наша и никогаш не бега да речем ни напред ни назад. Минимално значи за останување кога се работи за миленик е дозволено, за разлика да речем од такмичењето каде што куќето не сме или се казнува всушност, тоа може да заостанува или да оди малце понапред, меѓутоа одма ќе да бидете казнени поени. Ево значи за тоа што зборувавме како куќето без поводник, значи командата покрај реално би ни се нашла. Значи поминување ако е куќето пуштено и ако треба преку улица поминиме, ќе си го викнеме покрај, ќе поминиме без проблем улицата. Меѓутоа, значи, за ваква, за да се осмелиме без поводник да преминиме преку улица, треба да имаме 100% доверба веќе во куќето. Или, пример, ево уште една дога имаме, сад битното значи да се напомени дека оваа дога, кога дојде кај мене, беше доста травматизирана, значи пробана се кради, имаше од 20 спасија, да речем, избега од багажникот на рамите, сакам да речем дека имаше трауми од луѓе и веќе стана неповерлива кон луѓето. И са главната цел значи на газдата, главната желба беше да се оспособи куќето за движење значи меѓу луѓе, значи за секојдневно шеткање без проблем. И ево е значи после 40 на дена работа, значи ефектот е постигнат. Треба да напомениме дека ниедно куќе кој што иди на дресура, да речем, или процентот е премногу мал на куќињата кои што ќе дојдат без никаков проблем. Обично, значи куќињата се недоволно социјализирани, значи проблеми во однесувањето имаат кога се во ситуација, значи кај што има многу луѓе или плашливи од коли или агресивни на други куќиња, што значи не е поентата само да постигнеме значи куќето да работи командата покрај како што треба, туку треба и на еден начин да го рехабилитираме првен куќето со цел да постигнеме значи едно вакво ниво каде што ќе видите сигурни во куќето, бидејќи значи агресивно куќе никогаш не може да видите сигурен во него. Значи стално ќе има нешто што ќе види можеби посилно од вас, значи од вашата команда ќе види посилно и тој ќе има шанси значи да тргне. Со значи 1% има во куќето несигурност, ваква работа не смеете да се дозволите без поводник. Продолжуваме со втората вежба, или вежба седи. Значи од основна позиција тргнува водичот и на една единствена, значи еден збор се користи како команда, нема име користење или 2-3 зборови, значи само седи. Куќето треба значи секундарно да седни, водичот продолжува
уште напред, да речеме 20 на чекори и по знак на судијата се враќа го зема кучето. Ево гледаме со снимка како еден домашен миленик и работи значи командата на ист начин како на работно такмичење. Меѓутоа, значи кога станува збор за домашен миленик, најбитното во оваа команда е значи кучето да го научиме да знаеш што значи командата седи. Значи кога ќе му речеме седи, ние ако се оддалечиме без разлика значи дали тоа ќе го направиме во движење, во трчање или значи чисто ќе дајме командата седи, битно е кучето значи да остане во таа команда и да не прати нас, значи да чека наредна команда. Целта наша, значи кога станува за командата седи, е да постигнеме кучето да може барем неколку минути, значи да остане во командата седи, без разлика значи на нашето движење, дали ќе се оддалечиме пример 5 метра, 10 метра, дали ќе се вратиме кон него, значи се додека не дадеме друга команда, кучето да остане во истата команда. Ево, значи овде можеме да видиме пример, значи како можеме да ја тренираме таа команда. Го оставате кучето, значи вртите кругови околу него, значи не мора стално да биде во една права линија, можете буквално круг околу него да вртите и побрзо да застанете, па значи различни начини да користите со цел да видите дали кучето на нешто ќе се провоцира. И на крајот значи ќе одите, ќе го пофалите кучето и ќе се го земите. Треба да се напомени дека ова куче е 10 месеци и дека најбитно за оваа возраст е тој да ги има убаво разграничено командите. Не треба значи да обрнеме внимание на време траењето толку, бидејќи со секојдневно повторување на командите и самата старост време траењето ќе дојде без дополнителни значи дресури и дополнителни работи. Ево во овој случај можеме да видиме значи истата команда седи при снег. Обично е потешка се постигне послушност при снежно временски услови, бидејќи кучињата повеќе им се игра и плюс тоа имаме значи фактор студ. Значи не треба да малтретираме многу кучето, 2-3 минути ќе ја свршат работата. Толку за оваа емисија, со останатите команди од послушност продолжуваме во наредната. Се наоѓаме во ветеринарната амбуланта Анима Вет. Тука сме по повод доделувањето на наградите за конкурсот Најубаво милениче. Со нас е Марија, со зајачето Буба, добитничка на првата награда. Повели ме. Буба е несекојдневно милениче, па кажи ни нешто повеќе за неа. Бубето, карактеристично за него е тоа што е многу љубопитно милениче. Сака се да знае, ептен е радознала и сака да јади најпоќе морковчина. На која возраст? 5 месеци, околу 5 месеци, 4-5 месеци така. Ви честитам за наградата. Ви благодарам вас и на Анима Вет. Бидејќи второ награденото милениче на Ана Нумовска, Медо, не е моментално присутно со нас, од оправдани причини, ние ќе доделиме третата награда на Елена. Здраво, Елена. Повели Елена. Елена, зошто твоето милениче не е присутно со нас во моментов? Бидејќи Марко е многу заваден во овој период од годината. Време за парење. Кажи ни нешто повеќе за него. Па Марко го чувам веќе 10 години. Ми е мој најдобар другар. Храна не пребира, јадење, спиење, тоа е неговиот живот и шетање. Ти благодарам за учеството на конкурсот и честитки за наградата. Поздрав до сите гледачи на емисијата, која стварно е прекрасна и конкурси вакви да има почесто. Целта на конкурсот не бе овие награди, туку да се собериме барем дел од оние луѓе кои ги сакаат милениците и чуваат домашно милениче. Пријатно се изненадивме од вашиот голем број на прикачени фотографии, па сега ќе погледнете дел од нив. Гледајте. I'm just a walking my dog, singing my song, strolling along. Yeah, it's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong. My life was lonely and blue. Yeah, I was sad as a sailor. I was an angry one too. Then there was you, appeared when I was entangled with youth and fear, and nerves jangled, vermouth and beer were getting me mangled up. But then I looked in your eyes, and I
was no more a failure. You looked so wacky and wise. And I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, catching some sun. We can't go wrong, yeah, it's just me and my dog, singing our song, strolling along. 'Cause I don't care about your hating and your doubt, and I don't care what the politicians spout. If you need a companion, why just go right to the pound and find yourself a hound and make that doggy proud, 'cause that's what it's all about. My life was tragic and sad. I was the archetypal loser. I was a pageant gone bad. Then there was you on time and wagging your tail in the cutest mime, but you was in jail. I said, woof, be mine, and you gave a wail, and then I was no longer alone, and I was no more a boozer. We'll make the happiest home. And I said, Lord, I'm happy 'cause I'm just walking my dog, singing my song, strolling along. Yeah, it's just me and my dog, catching some sun. We can't go wrong, 'cause I don't care about your hating and your doubt. And Во претходната емисија доктор Наде ни објасна како да го припремиме домот и што се треба да набавиме кога ќе вдомиме нов член на семејството куќе. И сега продолжуваме понатаму со одгледувањето од мало до големо. Доктор Наде, кои се болести може да се појават кај кучињата во првите месеци живот? Во првите месеци од животот најчести болести кај кученцата се парвовирозата, штенечакот, лептоспирозата, кои што можат да се одликуваат со висока смртност, доколку не се вакцинирани. Смртноста кај кучињата може да биде дури до 90% или, доколку се излечат, некои од овие болести, како што е например штенечакот, оставаат трајни последици на нервниот систем кај животните. Затоа се препорачува да се вакцинираат веќе 45-тиот ден за прв пат. Дали начинот на исхрана или некои специјални диети можат да помогнат во совладувањето на одредени болести? Начинот на исхрана може да помогне при совладување на некои симптоми на некои болести, како например доколку се појави промена во изметот како што е диареја, нормално постои посебна исхрана за истата, доколку постои проблем со појава на висока температура, појава на болести на белите дробови, појава на повраќање, исто така постојат одредени, да речам, диети со помош на кои се санираат тие проблеми, но и воедно се лечи животното. Дали тука прекинува хранењето со млеко или продолжуваме понатаму? Хранењето со млеко се одвива најмалку првите 6 недели од животот на малите кученца и постепено се привикнуваат на црста, сува храна, наменета исклучиво за папи возраст, што значи од 1 до 3 месеци, а постепено се одвикнуваат од млекото, па дури и на кучиња кои што се одбиени од мајката, не се препорачува воопшто давање на млеко, например кравско млеко, како што имаат луѓето обичај да го прават, бидејќи нивната микрофлора која се наоѓа во цевата повеќе не може да го обработува и искористува рационално млекото и може да предизвика само диареја или пролив. Кога е веќе кучето мало, дали како и кај нас луѓето, љубопитноста за околината е драстично изразена. Секој мало куче е изразито љубопитно и има обичај да светот околу него го испитува максимално интензивно, често пати ги користи своите заби, ногти, односно ноđиња, со цел да преку устата и преку да опира осознае се што се наоѓа околу него. Така да би советувала да не се загрижувате доколку е претерано темпераментно, како што знаат вообичаено да кажат собствениците, бидејќи секој куче кое што е здраво, напредно и треба да биде темпераментно. Треба да се загрижите само ако воопшто не го интересира ништо и седи во еден ќош замислено цел ден. Тогаш нешто не е во ред. Дали постојат фази во развитокот како кај нас и кај нив? Апсолутно да, можеме да најдеме поклопување на, да речем, развојот, растот или пубертетот и влегувањето во на адулт или зрела фаза и како телесна, така и односно физичка
И се разликува само по тоа што тие фази на раст и развој се многу поинтензивни и побрзи кај животните, пропорционални на нивниот век на живот и зависно нормално од тоа за кој вид на животно зборуваме. На која возраст почнуваат да се менуваат млечните во стални заби? Млечните заби кај кучините се менуваат некаде околу 5 до 6 месец, кога веќе комплетно се заменуваат со стални. Мора да напоменам дека млечни заби се предните, секачите, односно очњаците се до премоларите или предкатниците и катниците, кои што вообичаено растат за стално. Што значи неретко се случува да ги имаат и сталните и млечните заби, постепено тие сталните ги истуркуваат младите, односно млечните заби и без проблем се менуваат кај животните. Кои се помагала и од каков материјал треба да обезбедиме за да имаме здраво забало? За цврсто и здраво забало вообичаено постојат и во нашиот пет шоп играчки кои што се направени од тврде варена гума, која не е опасна за животните. Исто така постојат и посебни стапчиња кои што може да се набават во форма на дентал стик или стапчиња специјално за заби, кои што ги џвакаат и воедно го чистат и забниот камен, но и помагаат да забите останат чисти и здрави, како што треба да бидат кај домашните миленици. На нашиот имейл докторке пристигнаа прашања до вас. Симона има маче со кој го делат креветот во спалната соба, па прашува дали некои болести можат да се пренесат од мачките на луѓето и дали постои некоја вакцинација или превентива за нив. Не постојат болести кои што да ги напаѓаат малите мачиња или мачките од типот на многу заразните за нив и опасни по живот, ринотрахеити, потоа калици вирус, како и посебни видови на леукози кои што ги напаѓаат мачките, кои се карактеризираат со висока смртност и за кои специјално се направени вакцини од кои се викаат трикет, што значи она на што собственичката треба да внимава, тоа е редовно да го прочистува од ендоперазити мачето, кои што се најопасни, кои што ние можеме да ги добиеме и нормално се внимава на хигиена, тоа е она основно миење на раце и редовно дехерметизирање. Второто прашање, докторке. Невенка има папагалче старо 40 дена, од кога е во незиниот дом првите 2 дена било многу мирно, дури делувало и тажно, но како изминале некој период, хиперактивноста драстично се зголемила, дури и ја расфрла храната низ кафезот. Дали е тоа нормално? Секој животно му треба одредено време да се прилагоди на атмосферата или средината во која туку што се нашло. Во случајот тоа е сосема нормално, како реагирала малото папагалче, што сега се, да речем, зголеми неговата активност или е хиперактивно, тоа значи дека веќе се осеќа во своја територија и се расположи, очигледно. Ви благодарам, докторке. Благодарам на прашањата. Можете слободно и понатам да постувате прашања кои што ве интересираат. Даваме многу љубов кога вдомуваме милениче, но тоа не е ништо во споредба со она чувство кое ви исполнува кога таа љубов ви е возвратена. И за крај, погледнете го изненадувањето за нас, кое се надеваме дека ќе ви се допадне и вас. Чао! Мојата сладка строубери, јас имам маченце, Ивчо има само јес, сите ние си чуваме, домашни миленичина.
samo za Tera i Ilčo Vančovski.